Со најсвежа меморија, таа ни се враќа од Индија, како реков, од 7 до 31 мај, практично мислам дека сега моментот дека е се уште тазе сето некако спакувано во нејзината сега животна архива. Прекрасната чарна која што те се вели соодветна ни денес каде ќе ја прикажеме, тоа е ретко она што јас го помнам барем во нашите досегашни епизоди последните 10 години, да кажеме дека сме имале нели мис на Македонија која што ја представувала Македонија на мис на светот. Меѓутоа нашата чарна невзати се врати од Индија со јас би рекол еден статус на не само убавина, туку таа е студентка, активистка, хуманитарка чие срце чука за правда, за еднаквоста и грижа за животните. Меѓутоа во овој период додека таа е на правниот факултет, додека ги имаме сега последните испити, се надам дека пред летото да замине негде чарна малку да земе оддишка. Ти благодариме што во твојата агенда сега ја вметнуваш и утринска антилона за да можеме да го представиме искуството враќајќи се од Индија. Претпоставам дека се еден тон убави емоции и меморија кој што ќе ти остане за секој пат во срцето. Добро ни дојде прв пат премиерно за гледачите на Телма. Ви благодарам многу и на вас и за поканата. И ти благодарам што ова како бележе го носиш. Мисля сакавме да ја представиме можеби и твојата убавина од секој аспект. Да го извадиш, понекогаш убаво се чувства, нели? Убаво чувство, многу да. Убаво чувството. Сон на многу девојки, уште нели на мала возраст, па за тебе и реализирање верувам на еден од твоите соништа. Но пред да ни раскажеш како стигна во Индија, она што веројатно ме интересира мене, Марко, и голем дел од гледачите, како се случи генерално изборот за ти да бидеш онаа која што ќе бидеш представничка за мис на Македонија, за мис на светот, затоа што ние и утринава зборувавме на времето беше вистинско доживување, сите оние шоуа кои што ги има беа пренесувани по медиумите и беше едно фамилиарно дружење за гледачите, а сега веќе некако по 10 години, мислам, ако не се лажам, повторно се случува Македонија да учествува на овој голем избор. Како одеше таа, можеби на некој начин, квалификација за да бидеш ти таа што ќе биде избрана? Сето ова се случи многу брзо. Значи, периодот во кој што се случуваше ова беше многу краток. И сето тоа мене многу ми дојде така ненадејно и неочекувано. Мене ме избра по пат на кастинг, затоа што лиценцата за Miss World беше добиена многу доцна. И немаше време. Која доби лиценцата? Ја доби Шакир Села, организација на Miss North Македонија. И мене ме избра по пат на кастинг, затоа што немаше време за организирање некаква манифестација, Да, тоа крунисување како што е редот. И сме го имале можеби како во минатото получени од искуството. И во вакви ситуации изборот се одвива преку кастинг и јас бев избрана на тој начин и имав релативно кратко време за спремање. Колку? 10 дена. Сериозно, след ќе речеш барем еден месец и половина, два. Како за 10 дена се обезбедуваат тоалети, се спремаш како се спакува за тие работи? Психофизички, затоа што тоа е сепак голем спектакл, светот го гледа. Така е. Јас навистина сум многу среќна што успеав да се спремам за тие 10 дена. И сметам дека најбитното не беше само да се обезбедат фустани, штикли, сите тие работи, но јас да се спремам психички. Апсолутно, мислам дека тоа е поважно. Да, бидејќи тоа најмногу ми користеше од се на надпреварот. Ова што го гледаме во моментот се всушност поедавање на автограми и претпоставам дека се баш мигови. Тоа беше еден преубав момент, неочекуван. Имавме една вечера со девојките и се сликавме, се шетавме со сите, се мешавме со сите девојки и одеднаш гледавме еден фан како стои. И ги има сликите од сите девојки. Сите девојки представнички. Ова што го гледаме во моментот, Чарна? Ова е мојот говор на Fast Track Challenge, кој што Тие се Fast Track, што имаш неколку работи кај што треба да ги покажеш потенцијалите. Да кажам, ги покажувавме нашите таленти и ова беше на head to head и јас го покажав, да кажам, мојот талент, јавното говорништво. Имеку. Супер, значи штом го имаш талентот за јавно говорништво, веројатно и не ти било толку многу проблематично или предизвикувачки представувањето пред светот едноставно, затоа што тоа многу времето на спремање навистина било кратко. Многу ми помогна и моето учество на ораторскиот надпревар Иво Пухан и на правниот факултет.
таму и победив на тој надправа. Браво. Не ти беше ново, бидејќи тука си на правниот факултет, нели, и оцек право? Да, така да уживав на вистина. Прекрасно. Само да им објасниме на гледачите, да речеме за оние кои што не ги следат можеби нели изборот на убавина во светот, fast track надпревари се всушност брзи предизвици кои што треба дали во одреден период секоја представничка на својата сопствена земја, дали тоа е во спорт, мултимедија, beauty with purpose, убавина со цел, да го имаш можеби во дел од овие најсилниот впечаток и тамошната публика. Има жири комисија тука, претпоставам? Да, имаше жири комисија за сите овие fast track предизвици, различна комисија за се. И тоа беше навистина многу интересно, но интензивно. Се чувствува одредени девојки кои што ќе се пронајдат, например, за, не знам, категоријата на спорт, па тие беа во таков спортски дух. И јас најмногу се радував за head-to-head челенџот, затоа што и не ми беше челендж, туку ми беше уживање и навистина така сакав да говорам и убаво беше. И тие победниците на Fast Track предизвиците, всушност директно влегоа во финале и беа Fast Track winners. Прекрасно. Толку имаме прашање, само вака чекај да прашам. Твоето полно име е Чарна Ал-Нур, носи силна символика, тоа е пурпурна зеница во окото. Да. Тоа би дошло како една чаролија или магија. Така. Како ова лично наследство влијаеше можеби во однос на културата, на убавината и така натаму? Нема да погрешам дека спојуваш мешавина од словенски и арапски корени, така? Така. Која што носиш титулата мис пред светската јавност. Така е. И па тоа е моето второ име, Ал-Нур, и јас го добив од баба ми. И баба ми секогаш вели дека тоа е судбина. Така да, со тоа што јас го носам тоа мое второ име, верувам дека тоа се е судбина, бидејќи јас уште од мала си имам и маскирано во индика, имаме дома многу индиски работи, слонови, индиски свили, да. Така што да. Се си има своје, судбина, да. Инаку годинава победи нели девојката од Тајланд. Имаше ли можност или со кои мисици најмногу се дружеше, со кои мисици најмногу вака оствари контакт и дали навистина сметаш дека девојката од Тајланд заслужено ја доби победата или можеби во твоите очи некој друг требаше да ја понесе титулата за мис на свет? Јас се дружев со сите девојки, се обидував со сите да се дружам. Навистина беше многу убаво, значи без разлика кој од каде, сите бевме една голема светска фамилија и се дружев со девојките од Саут Суден, од UK, значи Шкотска, Ирска, Северна Ирска и нормално најмногу се дружев со девојките од Балканот. Да, јазичното говорно подречје е многу поблиску. Да, и нормално мојата мила другарка сега нова од Полска, таа беше мојата цимерка и се надевам дека ќе ја посетам во скоро време во Варшава. Да, Чарна, колку учеснички беа годинава, бидејќи знам дали некој знае да него 109. 109 представници. Да. Па победничката остваривме некој контакт на проби, сите девојки кога се мешавме и навистина такво имаше држење на мисица и ја коментиравме со другите девојки нормално дека може би таа ќе победи, има такво држење, има таков став, изглед, преубава е. Така да, но имаше многу титулата. Да, имаше многу девојки, ние спекулиравме, она ќе победи, не, она ќе победи. Чарна, во свет во кој што ќе се сложиш убавината некако се менува последниве години во смисла на тие некои естетски корекции кои што се се па и правилата сами, да. Како беше годинава? Се доминираше онај natural изглед, природниот изглед кој што го имаат, претпоставувам дека не се преферираат тие некои естетските можеби корекции, бидејќи лесно е воочливо можеби, а и генерално дали девојки кои што имале претходно можеби или претрпеле некакви естетски корекции влегуваат во потесниот круг или не знам дали имаш можеби информација? Да, па имаше секакви девојки, но природната убавина навистина доминираше. И тоа беше многу така refreshing to see. И многу беше убаво затоа што сите ја негуваа својата природна убавина и сите ја ценеа
И не беше воопшто, да кажам, токсична средина. Не си убава, вака треба да изгледаш така. Не, навистина беше многу убаво. Видовме сите, една од друга девојка гледавме разновидна убавина и се дивевме една на друга, така да. Велиш дека не ти беше некако нејасно и непознато во некои делови од Индија, станува збор за Телангана, така? Да, Телангана. Тоа е местото каде што се држуваше, така? така? Да, ние бевме во Хидарабад, хай-тек сити. И што те освои, можеби, кај самите локални културни моменти, да речеме од чарминар до традиционална танцна храна и така натаму. Што ти остава најголема меморија? Па не знам што би издвоила навистина, но нешто што беше најубавото, тоа беше топлината на луѓето. Толку беа сите фини кон нас, толку не чуваа, толку не пазеа, толку се дивеа на нас. Беа фантастични. Значи, топлината на луѓето беше неизмерна. Потоа храната беше фантастична, беше лута, беше зачинета. Храната ни пристигнува во моето студио со Драгана. Така да, мене тоа ми одговараше, таква храна многу сакам. Местата кои што ги посетивме беа магични, полни со боја. Чарминар ми остана во глава затоа што Чарминар. Затоа што е слично со моето име, Чарна, Чарминар. Така да, навистина преубави места. Потоа полицијата на Телангана, како не чуваше, целиот сообраќај беше стопиран ние кога требаше да одиме некаде. Не чува, не пазеа, навистина беа фантастични. Не знам дали имавте прилика, бидејќи за жал светот се соочува со најголемите граѓански војни повторно. Претпоставам дека тероризам, војни така натаму беа се провлекоа можеби како прашања. Претпоставам дека и говоревте за овие теми со девојките пред самото финале. Да, па бидејќи на самиот почеток, нели, избувна конфликтот помеѓу Индија и Пакистан. Нормално сите зборувавме за тоа, имавме и обраќање од тимот на Miss World, како токму тоа светот се соочува со војни, со такви лоши работи. И навистина пробавме ние, затоа што сме девојки собрани од целиот свет, некако да го премостиме тоа, сите тие различности, конфликти, да ги оставиме на страна, иако треба да се решат во тој период да бидат ставени на страна. Јас говорев за војната, за тероризмот, спомнав и во мојот говор на Head to Head. Исто така говорев и за тоа на мојот говор на Иво Пухан, кој беше пред скоро 2 години и за жал се уште е актуелна тема. Така што, за жал, тоа е неизбежна тема. Да, вечната порака на сите месеци за мир во светот. Верувам дека и понатака тоа останува, да. Ти беше прекрасно искуство и ако сега, да речеме, за следните избори, што би советувала на секоја млада дама? Би ја советувала да не ги гледа другите девојки, да не се споредува со нив, затоа што сите тие се убави, сите тие се дојдени со една своја убавина, со една своја цел, туку да единствена, да кажам, споредба да си прави со вчерашната себе. И да биде подобра верзија од себе, бидејќи јас можам веќе да осетам, да кажам, на своја кожа, дека јас многу се сменив од ова искуство и тоа на добар начин. И многу сум благодарна, бидејќи ова искуство не може да се плати со пари. Дефинитивно. И е нешто што се дожива веројатно еднаш во животот. Така е, така. Обично кога сте влезени во категорија и сте ја представувале својата земја еднаш, претпоставам дека не може да запрат други, да речеме, изборни убавина каде што можеш повторно да уживаш во естетиката и гламурот, барем на момент и можеби целата таа инфраструктура кога станува збор за тие мис диверзитети од светот културни, меѓутоа и како заедница, можеби. Па да, мислам дека е така, затоа што, да кажам, Miss World е, како да кажам, главниот натпревар, потоа оди Miss Universe и другите, Miss Cosmo, Miss International. Така што, да, за жал нема да се повтори, но мислам дека можам да учествувам на други beauty pageants, но мене тоа, да кажам, никогаш не ми беше првичната цел, затоа што, нели, како што кажав, мене ова многу ми дојде неочекувано. Јас се занимавам со правото и со моделингот како хоби, сум во Max Models агенција и така одеднаш ми дојде како
Добро, се отвора нова врата во животот, која што верувам дека многу ќе ти донесе. Навистина, да. Прекрасно, ти благодариме за искуството да го представиме барем накусот твоето животно патување и поглавје. На само своји 20 години си на факултетот Јустинијан први кај нас, на нашиот факултет потем, кога јас и Цеце ги делевме тие убави клупи и времења, така што ќе ти посакаме да уживаш и во тој дел од светот. Ви благодарам многу. Со право, преку право, до нови победи. Да, и да продолжиш и понатаму да трачиш со убавата енергија што ја носиш, затоа што светот веќе ја препознал, но допрва доаѓа твојата убава иднина и градењето на кариерата во било кој сегмент, така што веруваме и ти посакуваме многу успех. Остани да бидеш пурпурна зеница во окото. Благодарам на вас многу и сакам да се заблагодарам на сите што ме поддржува, на неизмерната поддршка која добив од луѓето кои што не ги ни познавам, но одвоија време да ме поддржат. Таа беше поддршка без пауза. Благодарам многу на целата моја фамилија, на моите пријатели и на целата поддршка. Дами и господа, Чарла Невзати. Ти благодариме, Чарла. Супер. Ни беше драго да те запознаеме вака и одблиску. Се гледаме секако за некои други убави животни предизвици. Ви благодарам, многу се гледаме.